Добро вечер. 39-та епизода од третата сезона Cyber Команда во редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Јас сум Филип Петровски. Значи 39-та од трета или вкупно 96-та епизода. Одиме забрзано кон 100. Како што рековме, некаде крајот на јули или можеби август или можеби почетокот на сезоната. Ќе видиме како ќе биде со паузата, односно кога ќе определиме малку одмор од се она што ни се случува. Иако можеби е преоптимистички да се каже дека ќе определиме одмор, бидејќи од ова што се случува навистина и нема одмор, навистина нема мирни денови, иако зафати лето, глупостите кои што ги гледаме се множат, разни наши политичари одат на концерти на разни диџеи по светот. Се разбираме, нели, на што мислам. И од озгора на се наближуваат и локалните избори, така што можеби е преоптимистички од моја страна да очекувам дека ќе имаме некој празен од интеррегнум или пауза летна. Не знам како ќе биде. Јас сум тука, материјал има за дискусија многу и веројатно дека ќе задржиме некој темпо како и досега. Можеби недела-две пауза, како што беше кажано во тешки мовети од страна на Мечка. Кога сум веќе кај тешки мовети, мислам дека не е лошо да ја погледате вчерашната епизода. Таа е вака доста интересна. Има некои тужби кои што Мечка ги печатираше, ќе одат по судови. Очигледно е дека со некои пропаганди, нарачани текстови, нарачани изјави мора на тој начин да се справуваме, иако нели можеме и на овој начин, но индикациите се дека власта е фаќа нервоза поради она што во овој серијал, во Тешки моабети, во Cyber Команда, во сите емисии тука што ги имаме, се расчленуваат, се демистифицираат, деконструираат сите нивни потези кои што се воглавном пувки, или што би, како што милува Госан Мицко да каже, фрлање на пердови. Он ги обвинува другите за тоа што самиот го прави. Значи, во принцип, се она што го прават се фрлање на пердови или креирање на наративи од нивните многу паметни креатори на измамата, на розевиот свет и на, нели, како рекоа, четвртата економија во светот. Така што, иако лето, надворе пекол, овдека динамиката не попушта. Не попушта производството на глупости од страна на власта, но не попушта ни динамиката од оваа страна. Сега за сега можеме со автентична брзина и оригиналност да ги коментираме сите овие настани кои што го одбележуваат нашето живење. Они се обидоа и се обидуваат, при тоа они, мислам на комплотот, односно амалгамот помеѓу партијата, државата и оние што се нарекуваат новинари, а всушност се медиумски извршители или асасини. Они се обидоа да, гледам, создаваат подкасти, создаваат шум, што повеќе материјал, си одат едни кај други на гости, раскажуваат приказки, но има еден проблем. Никој нити ги знае подкастите, нити ги гледа, нити имаат влијание, нити делуваат автентично, нити луѓето што ги водат подкастите се реални новинари, но се знае дека се извршители од најниско ниво. Да не речам, се оградувам, да не речам црви од калта во која што се прпелкаат за да се доберат до некоја трошка која што ќе им ја фрли власта. Значи,
они само привидно мислат дека се дел од игранката, а всушност никај самата власт не се ценети, односно им се знае малата вредност со која што практично се задоволуваат нивните анимални потреби, кои што им ги, нели, како во вид на трошки, им ги фрла власт. Така што, велам, они прават некои обиди, се пропелкаат, прават некои подкасти кои што се кладам не ги ни знаете, кои што никој не ги ни гледа, и во едни такви ситуации викаат некои, нели, јаки медиумски личности, всушност компрометирани бивши новинари, ако може да се каже новинари, компрометирани ликови кои што за кои што ако отворите само YouTube и ги побарате разговорите кои што ги објавуваа од шарената револуција, ако не ја поштувам шарената револуција, тоа сме најасно од одамна, но ги објавуваа нивните разговори за кои што ние не бевме свесни дека они не од позиција на новинари или креатори на јавно мислење, туку од позиција на извршители на тогашната власт. Ги правеле со моќници и се разбира тоа го правеле за пари, за големи пари и така натаму. Тоа се ликови кои што, нели, после беа прогонувани, па одеа плачеа кај Заев, се молеа да не ги затвараат. Сега се пак им дојдоа нивните 5 минути на цицање, вовлекување, дудлање и слични зборови, да не бидам повулгарен. Како и да е, небитни. Значи, се што прават, мислам дека е промашено, се обидуваат да го достигнат овој нов начин на кој што се информира во главном јавноста, во отсуство на реални медиуми, во отсуство на објективни медиуми кои што ги држат телевизиските фреквенции. Но ова е нов начин. Овдека има нова технологија, нов пристап, нова динамика и треба така малку проучување на феноменот на социјалните мрежи, на однесувањето на луѓето кои им се сервираат овие наративи и дезинформации. Така што го пропуштија периодот, како што беше и кажано, веќе 5 сезони регуларно, редовно, упорно, издржано, со многу одрекување се одвиваат овие подкасти на Инфомакс. Јас сум веќе 3 сезони и некаде можеби вкупно околу 250 епизоди имам само јас. Не е тоа нешто што го правиш ако добиеш нарачка. Не можеш да го правиш. Ќе издржиш 1, 2, 3 недели нарачка. Ќе се напнуваш. Меѓутоа, ако не го осеќаш автентично дека тоа е тоа што сакаш да го правиш, сакаш да ја коментираш, ова темна, мрачна состојба во која што живееме постојано години, децении наназад, ако не сакаш автентично да коментираш и да дадеш свој допринос како барем малку да се променат работите, ако навистина не веруваш во тоа што го збориш, ако импровизираш, тоа може да трае кратко време. Никакви пари не надокнадуваат или нарачки тоа што треба ти пред емисиите да го направиш како инпут. Значи да седнеш да зборуваш. Кон мене или во тешки мојавети. Пола сат, сат, 2 сата, 3 сата. Треба инпут. Не можеш ти тоа да го направиш, ај седнувам и сега ќе импровизирам и ќе зборувам и ќе кажувам приказки. Затоа што останува дигитална трага, отпечаток, се е проверливо. Сега веќе YouTube прави транскрипти автоматски на македонскиот јазик, веднаш се спушта на хартија. Значи све е проверливо, за све има трага и небулозите, глупостите, нарачаните наративи или невистините многу лесно може да се
демистифицираат, денунцираат, раскринкаат и така натаму. Така што со среќа нека име на тие што работат по нарачка, меѓутоа мислам дека нити долго ќе траат, нити влијание ќе имаат, нити самите од себе ќе можат да го издржат ова темпо. Но ја велам, супер, добре дојдена е конкуренција, од конкуренцијата, нели, настанува раст. А бројките овдека се сами по себе доволни, покажуваат се колкаво е ова пенетрација, односно ова што ние го пласираме како е примено од пошироката публика. Изворно знам дека секаде, буквално секаде, се гледаат овие подкасти што ги правиме. Сега ја да се вратам на она моево, на најголемата измама во историјата на Македонија, нивната северна горда, која што требаше да не биде северна, ама северна, бидејќи седна во фотелите и почна да се гледаат со DJ Events и слични DJ на светско ниво, на наша сметка, на ваша сметка, па не само што се добра до буџетот и привилегиите, туку брзат и да не задолжат. И затоа најголемата измама во историјата на Република Македонија ја денунцираме, односно поправилно е да кажеме деконструираме во најситни детали атоми, за да некои од вас кои што сакаат да навлезат во ова, кои што сакаат повеќе информации, кои што сакаат повеќе перспективи, имаат подобар увид како власта планира да не задужи сега, а да се раздужуваме во наредните 100 години. Погодувате, ќе зборуваме за британската гаранција, азилантите, кредитот за брзата пруга и ризикот од банкрот. Шансите Македонија да добие комерцијален кредит со гаранција од УКЕФ, тоа е банка во Британија за извозни финансирања, односно за надворешни финансирања, за брза пруга без издржани физибилити студија и сериозна кост-бенефит анализа се многу мали до никакви. Значи, треба секоја банка и таква, па дури да ја сметаме несериозна, таа кога се работи за кредити кои што имаат големина од 9 нули и бројка напред, значи милиарди, во денари е тоа плюс уште 4-5 нули, значи стотици милиарди, па може би дури и накај трилиони во денари. Такви банки, односно за такви проекти се бараат сериозни пристапи, издржани студии, издржани проекти и така натаму. УКЕФ не дава гаранција на слепо. УКЕФ прави своја проценка на проекти или бара детална студија, кост-бенефит анализа и доказ за капацитетот на државата за отплата. Значи, Македонија мора да покаже како ќе го отплаќа кредитот. Од добивката пред камати, амортизација и даноци, а не само од приход. Или ако прогнозите за приходите се непоткрепени, како оние што ги фрли од ракав Мицко дека ќе сме правеле 120 милиона евра приход годишно, без анализа, без никаков доказ дека е тоа реална бројка, без подкрепено во реалност статистички и така натаму, УКЕФ нема да даде гаранција, ниту ќе овозможи друга банка да понуда со поволна каматна стапка. Комерцијалната банка исто така сака издржани податоци. Иако оваа британска банка покрива до 80% од ризикот, банката сепак бара стабилност за отплата на ануитети, значи да се пресмета тоа. Кост и бенефит анализа со внатрешна стапка на принос 5-6%, но и реални очекувања за користење на пругата. Значи мора да кажеме во банката колку возови годишно, месечно, неделно, дневно ќе поминуваат по таа пруга и колку всушност од нив ќе има принос. Например,
Празен воз секој ден вози денеска од Битола до Жабени, само за да се покаже дека пругата реално се користи. Нели она креирање на привид. Ако се прикаже само проекција на приход без специфицирање на оперативните трошоци, односно трошоци за одржување на пругата, но и инфраструктурната амортизација, банкарите и британската банка УКЕФ тоа ќе го прочитаат како празна политичка изјава и нема да одобрат кредит, односно креирање на привид. Вие можете тука пред кооперација лесно креирате привид, милиарди, задолжувања, брзи пруги, летање по пругите, пиво од зидарско од пола литар, кај што се наздравува и се вика да живее Мицко, да живее ВСМР, да живее власта северна, да живее Гордана и така натаму. Меѓутоа, ако пред кооперација се отиде до бангарите во Британија, тоа не поминува баш така како овде на Вивачки и да живее Мицко, да живее Гогичка, да живее горда Северна Македонија и така натаму. Значи, без сериозна кост-бенефит анализа, нема грант ни од ЕУ, ни помош од ВБИФ, WBIF, кој често подготвува, односно тие одбиваат да подржат проекти што немаат економска исплатливост, што е нормално. Значи, овие институции кои што ги споменуваме, не посебно Европската унија, еве и Британија како некој, да речеме, представник на ВАСП, White Anglo-Saxon Protestants, или коалицијата Америка, Северноатлантска меѓу британците, ирците, американците и така натаму. Значи, овие големи конгломерати, влијателни политички и економски сили во светот не поддржуваат наративи од пред кооперација и не поддржуваат проекти кои што немаат економска исплатливост. Значи, например, пругата Куманово-Белјаковце Крива Паланка доби помош дури од како беше направена издржана студија. Македонија исто така не може да добие гаранција од УКЕФ нити од другите банки ако не покаже дека може да отплатува ануитети без да се задолжува понатаму. Значи, не може вие ќе земеме, па ако немаме доволно пари, ќе земеме друг кредит, па ќе го враќаме претходниот кредит. Подпирање само на транзит и митови за економски коридори од стратешко значење не се доволни за добивање кредит. Или од сериозна банка било каде, ако не е во Британија, било каде во светот. УКЕФ не е политички инструмент, таа е британска кредитна агенција што бара покритие и анализа. Зошто властите и британскиот амбасадор даваат оптимистички изјави ако проектот не е рентабилен е прашање на кое што треба исто така да се осврнеме. Изјавите на властите и странските амбасадори се само политички, но не правно или финансиски обврзувачки. Тие се често кажани со дипломатски речник, ако се исполнат условите во процес, ке се разгледа. Амбасадорите не одлучуваат за кредитот, туку само даваат политичка поддршка за соработка, а не за конкретна финансиска реализација, која исклучиво зависи од банкарските критериуми и анализата на ризик. Амбасадорите имаат и други мотиви, затоа нешто подолу во емисијата. Зошто тогаш властите се оптимисти? Прво, заради пумпање, и ова ви е јасно, освен оние пред кооперација што наздравуваат со пивце за Мицко, пивце купено од местниот комитет, гајбичка од местниот комитет за војводите пред кооперација, да се јачаат и да се гледа тоа од сите страни. Значи, пумпање на предизборниот, јас не би рекол рейтинг, но на предизборната измама и предизборната илузија дека големиот проект е веќе договорен. Властите се подпираат на буџетот како покритие, односно веруваат дека ако се обврза дека ќе отплаќаат од буџетот, кредитот ќе се одобри. Значи,
Ќе им кажеме на британците дека имаме јак буџет, ќе пумпаме од него, плюс кредитот и пругата е веќе завршена. Но ова е далеко од реалноста. Конечно, најопасно е што политичките или бизнес интереси се форсираат да се истурка проектот без оглед на нерентабилноста. Затоа говоревме у неколку претходни епизоди на Cyber Команда и ве замолувам ако ве интересира да ги погледнете. Тие останаа како трага за и ќе останат во иднина како трага за овој промашен проект. Дали Македонија може да добие Северна да добие кредит со гаранција само со ветување за отплата од буџетот? Тоа е многу малку веројатно, но под услов владата формално да преземе обврска во тековните идни буџети. Тоа значи 22 и над 22 години за време на отплатата, со целосна солвентност и фискална стабилност, што тешко може да го гарантира нашата влада. Во секој случај тоа зголемува премијата за ризик, значи ако не е ова возможно, се зголемува премијата за ризик, односно гаранцијата која што треба да ја дадеме, и УКЕФ сега пресметува 17,82% еднократно за нашата држава. Значи, без рентабилност каматата ќе биде многу повисока. Таа не се гледа како камата, туку е издвоена ставка како премија за ризик и затоа они не мафтаат дека каматата е мала. Меѓутоа, ако се спои премијата и каматата, таа се зголемува и тоа го говоревме, иде над 6-7%. И кредитот во тој случај ние, а и они можеме да го третираме како политика на субвенционирање, а не како инвестиција. Дали Велика Британија може да ја ослободи Македонија од гаранционата премија? Например, ова е прашање на кое што, нели, пред кооперација можеби некој ќе посака одговор. Теоретски да, но практично многу тешко. Иако не е невозможно, ако станува збор за висок геополитички интерес од страна на Велика Британија. Например, Британија може да каже не бараме од Република Северна Македонија гаранција, односно ќе ги ослободиме од ризикот, ќе го покриеме ние, тоа ни е на нас у интерес да се развие Велика Британија како нова мала или се извинувам на Мицковски голема економска сила на Западен Балкан, на Балкан пошироко, во Јужна Европа уште пошироко или во цела Европа најшироко и пошироко меѓународно, глобално во цел свет, па и надвор од оваа планета, меѓу другите познати планети, ако ги откриеме во иднина. Значи, дали Британија би ни помогнала во такво наше пласирање во светот? Може да има некои зацкриени елементи. Но УКЕФ е комерцијална агенција на британската држава и делува по правилата во рамки на ОЕЦД, што ограничуваат субвенционирање, а што е најважно, мора да работи без фискални загуби за британските даночни обврзници. Значи, УКЕФ, ако на нас ни помогне да се ослободиме од тие гаранции, може себе да се доведе во фискална загуба, што во Британија не е многу популарно кај гласачите. Така што УКЕФ би можел да направи исклучок, но ако има политичко одобрение од владата на Обединетото кралство и ако се најде оправдување дека тоа носи добивка или некаква стратешка корист за Велика Британија. Што би можело да биде стратешка корист за Велика Британија? Прашање до големите познавачи на политиката пред сите можни кооперации и пивцата во раце во Република Северна Македонија, кои што се удираа во градите со 16 краки сонца само до 8 мај минатата година. Погодувате, конечно доаѓаме до прашањето за азилантите. Во последно време Британија преговара со трети земји, например Руанда, за да ги примат азилантите што нелегално влегуваат во Велика Британија. Ако Македонија, се извинувам, Северна, прифати да стане транзитна или крајна земја за одбиени азиланти
и со тоа да направи голема геополитичка услуга на Британија и на политичкото водство на Британија, тогаш британската влада би можела да даде геополитички попуст за дел или за целата премија на УКЕФ. Сега дојдовме до најбитното. Тоа може да го направи така што ќе му плати владата на УКЕФ наместо нас, или да склучи договор за стратешко партнерство како што имаме, но да го прошири и да го опфати кредитот во геополитички договор и безбедносната соработка како еуфемизам за приемот на азилантите. Тоа значи ќе ни снимаат приказки за големи попусти што ни се даваат за кредитот, за големиот економски развој, а одоздола ќе не ги протнат азилантите. И сега, да не мислите дека азилантите се македонски азиланти, односно македонски граѓани, кои што проаѓаат, односно доаѓаат таму па бараат азил, такви нема многу, да не речам ич, туку тоа се азиланти кои што се таму, а прошле низ Македонија. Во Македонија обично проаѓаат од Блискиот исток, од Сирија, Авганистан и така натаму. Нашата земја е транзитна, тука ги забележуваме дека прошле низ нашата држава и како точка, една од точките на која што може они да направат ресет и да ги вратат е Македонија. Ајде да видиме сега за Руанда. Таа доби значителни средства од Британија во замена за прием на азиланти. Кенија и други африкански држави исто преговараат за слични сделки да си земат некој денар од Британија, но и да прават некои инфраструктурни проекти. Гледате, слично како Македонија, се извинувам, Северна. И ние веќе погодувате или ако сте се упатиле во проблемот, влеговме во слична шема, значи покажавме подготвеност за безбедносна соработка и се прикажуваме као сигурен партнер, запирка, за прием на азилантите. Но тоа не го кажуваат. Ова бара директни политички преговори на највисоко ниво, влада со влада, тоа го имаме, и ќе мора јавно да се представи као стратешка соработка, а не како трговија со азиланти, што реално ќе биде. Така во пракса би изгледал приемот на одбиени азиланти во замена за финансиска подршка. Например, за покривање на гаранциската премија, со која Македонија, се извинувам, Северна, понатаму би барала кредити од странските комерцијални банки. Од тука произлегува реалниот ризик Северна Македонија да заглаби во скапа инвестиција, пругата, што сама по себе не носи доволно приход и генерира загуби, а од која единствена корист би имала власта пред локалните избори. И се разбира Британија, бидејќи ќе им течат камати. На меѓународен план, господа од предкооперација, имајте упредвид, ако некој од вас, освен пивце и дискусија за сештологија, предкооперација, погледате делови од оваа епизода, Северна Македонија на меѓународен план ќе добие етикета на депонија за азиланти, слично како Руанда. Па во скоро време сметајте дека ќе пиете пивце со азиланти пред кооперација. Македонија би превзела обврска да прими одреден број на одбиени азиланти од Британија. Еве, например, 500 до 1000 лица годишно. Да изгради кампови или станови и да ги згрижува и интегрира азилантите на хуман начин. Значи, не да ги стави во некакви изолирани објекти, туку да бидат можеби изолирани само за спиење, но со слобода за движење. Ова на широко го елабориравме во тешки муавети. Вратете се низ епизодите и погледајте. Британија би ги покривала трошоците по лице, како што е договорот со Руанда, со 105.000 британски фунти по човек, што е вака добра бројка и солидна мотивација за државата, која што преку своји приватни фирми ќе ги земе парите за спиење, градење, јадење, пиење, облекување
и ќе направи разлика, бидејќи нема да ги потроши сите пари за азилантите. Сепак за нив ќе потроши 20%, а голем процент се разбираме, нели? Во замена за прием на 3000 одбиени азиланти би ни понудила, да речеме, платена гаранциска премија во износ од 300 до 350 милиони евра. Со тоа, сделката би била завршена, а во корист на Британија и азилантите, ама не и во корист на нас. Или, добро, во корист на овие пред кооперација, да, но тие се сепак само дел од Македонија. Се извинувам, Северна Македонија. Значи, ќе ни се направи кејфот да направиме брза пруга, која што нема да е рентабилна и ќе ни донесе преку 3 милиарди евра загуби. Но, на фирмите кои што ќе располагаат со парите за набавките за азилантите, ќе им донесе, се разбираме, нели? Ајде да се задржиме малку и на прашањето на самата гаранција. Министерот Николовски, речиси воодушевено изјави дека британците ќе ни го отплатуваат кредитот ако ние самите не можеме да го отплатиме. Но колку е тоа реално? Ако Македонија не ги плаќа ануитетите од заемот на време, тогаш УКЕФ како гарант ќе го исплати кредитот наместо Македонија. Кажете ми дали има некоја друга институција во светот што тоа го прави, а да не се крие нешто зад параванот. Значи, УКЕФ потоа ќе бара од Македонија да ја врати целата исплатена сума со дополнителни камати и казни. Они ќе вратат, ама после ќе бараат од нас и камати и казни. Во таков случај обично се активираат вкрстени банкроти или клаузули за вкрстен банкрот. Сите меѓународни кредити може да се сметаат за доспеани и да следат потенцијални судски постапки пред меѓународни арбитражи, како и блокада на идно задолжување од финансиски институции. Значи, не е баш така розово и нели како што го гледа Николовски или како што сака да го гледа за нивни приватни потреби, ова што го прават со задолжувањето од Британија, посебно сопругата. Кредитниот рейтинг на Македонија ќе биде спуштен во една ваква ситуација на Д, односно, колоквијално кажано, на ѓубре. Тоа ќе значи дека сите следни кредити ќе имаат поголеми каматни стапки. Тоа е поврзано. Како ви паѓа кредитниот рейтинг, така растат каматните стапки. И истото може да доведе до избегнување од страна на инвеститорите на Република Северна Македонија. А македонските банки исто може да се соочат со поскапо финансирање на меѓународните пазари. Понатаму, ако не се плаќаат ануитетите и државата нема доволно средства, ќе мора да скрати трошоци од други јавни сектори. Предпоставувате, прво ќе падне образованието, здравството и може да удрати на пензиите. Тоа се точно оние сектори каде што и сега сме у кал до гуша, да не речам, да не се изразам поинаку. Или за истите овие трошоци сектори ќе треба да се задолжуваме со повисока камата за да се враќа стар долг. Конечно може да бидеме принудени да продаваме државен имот, вклучително и стратешки ресурси. Хидроцентрали, рудници и така натаму, што надворешни кредитори или моќни структури едва го чекаат. Све да испоземаат од нашите стратешки ресурси и ние да станеме со празни џепови. Иако и сега не сме далеку од празни џепови, да се разбереме, освен, се извинувам, на државните функционери кои што живеат многу убаво од високите функционерски државни плати, за кои што имаше пресконференција Мицко пред 8 мај, тоа било вака, тоа било онака, мрт големи биле платите, додека се доберат до функциите и фотелите, кои што само у одбележувања на партиски датуми
ги заменуваат само за неколку секунди со гајбите пред кооперација. Да заклучиме. Вложувањето во долгорочно губитен проект, како пруга, заради краткорочна корист пред локалните избори е многу лоша идеја. И една одговорна власт би требало да ја избегне по секоја цена. За жал не гледаме знаци на таква одговорност, туку обратно. Значи не гледаме дека државата, односно владеачката гарнитура, односно Мицко и компанија би се откажале од нешто овакво, туку гледаме дека по секоја цена ќе го туркаат. Ако се точни овие пресметки на професорот Дејан Трајковски, ова беа негови анализи, како што беа и во неколку претходни епизоди, нормално со мој коментар додаден, негови анализи на кои што јас верувам, но ако се покажат како точни, дека ќе дојдат азиланти и големи финансии за нивно непречено движење низ Република, битисување, јадење, пиење и така натаму, низ Република Северна Македонија на Мицко и Горда, тогаш ние сме во deep shit. Ајде да не преведувам, се разбираме. Значи, една одговорна власт би постапувала поинаку, меѓутоа оваа структура брза да не задолжи до гуша и да од тоа има краткотраен, односно се извинувам, ќе ревидирам, долготраен бенефит за нивната политичка елита. Ова елита, земете го во наводници, далеко се они од елита, но сакаат да се представуваат и се однесуваат како елита во Белата палата и во Белата шампита. Палатата седиштето на партијата, а шампитата седиштето на владата. Таму тече мед и млеко, верувајте. Секојаш и секојдневно сме сведоци на набавки на аспарагус, на бейби биф и така натаму. Јадења кои што вие, драги и мили гледачи, можете само да ги сонувате. И они би ги сонувале, но кога вие ги плаќате, нема потреба ги сонуваат, ги имаат во живо. Значи, неколку епизоди ви дадов издржани анализи на професорот Дејан Трајковски. Вие, ве молам, запратете го. Човекот е вистински пример на ангажиран интелектуалец. Значи, така треба да се биде интелектуалец. Не за да си седите во лагодна катедра и да си кажувате предавања, давате предавања на студенти, него да она што го гледате, а имате капацитет да го расудите и анализирате, го понудите на пошироката јавност. Што ќе прави пошироката јавност со тоа, не е ваша работа. Но вие како ангажиран интелектуалец сте дале, сте осликале еден поинаков агол, кој што ако е, а јас мислам дека е реален, тогаш стварно сме у deep shit. Ова беше денешната Cyber команда. Благодарам што гледате. Јас сум Филип Петровски. Бидете со мене и во наредните епизоди. Погледате ги и претходните. Погледате ги кратките исечоци од тешки муабети и Cyber команда на сите канали на социјалните мрежи на Инфомакс. Нешто може да погледате и кај мене на мојот Facebook профил, да коментирате, се разбира, да дадете своје мислење и да се обидеме колку толку да бидеме критичката моќ на расудување на македонската јавност, да понудиме критика на оваа политичка конјунктура која што кога ги критикувате се вреѓаат, како да ги критикувате за нешто лично, а не за општиот интерес. И никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.